8 е часот и 10 минути, редовен термин за нашиот прв утрински разговор ова утро, а ова утро заедно со нас и со вас е господинот Сашо Мошев, директор на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, кој што ова утро ни пристигна од градот Велес. Господине Мошев, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Се надевам убаво патувавте, убаво беше по пат. Да, денеска добро утро и добро ве најдов. Ова утро доаѓам од Велес, значи конечно малце разладување во овие жешки денови. Да. Поготово во Велес. Во Велес таму имате доста високи температури, нели? Да, нашиот регион беше зафатен од доста високи температури, така да конечно можеме малце да се разладиме во овие денови. Неколку дена. Да. Додека трае прогнозата вака, додека ни прогнозираат убаво време. Да се вратиме на нашата тема. Вие сте директор на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Формирани сте, ќе ни кажете од кога, веќе постоите подолго време. Имате над 100 проекти до сега реализирано. За проектите малку подоцна, меѓутоа за почеток да ни кажете со која цел и кои се активностите на овој Вардарски плански регион. Точно така. Јас би сакал малце само во делот на формирањето на овие центри, би сакал малце да се навратам наназад кратко, во периодот кога Македонија официјално ја поднесе својата кандидатура за членство во Европската унија, кој што покрај сите критериуми кои што требаше да ги исполниме, беше и оној критериум за регионален развој. Во тоа време Македонија немаше стратегија за регионален развој, што во периодот од 2004 до 2007 година се работеше на таа стратегија за закон за рамномерен регионален развој, кој што во 2007 година тој закон се усвои, во кој што беа утврдени целите, начелата и носителите на политиките кои ќе бидат за управување со овој регионален развој. Така да беа утврдени носителите на овој регионален развој, тоа се владата, Министерството за локална самоуправа, Советот за рамномерен регионален развој, центрите за регионален развој, Бирото за регионален развој и единиците на локалната самоуправа. Започна во периодот од 2007 до 2009 година да бидат формирани планските региони и да бидеме формирани ние како центри за развој на овие региони. Така да ние официјално започнавме со работа 2009 година како Центар за развој на Вардарски плански регион, кој што всушност представува стручно административно тело на Советот за развој на Вардарски плански регион, кој што е составено од вкупно 9 општини или со него управуваат 9 градоначалници. Тоа се општините Кавадарци, Неготино, Демиркапија, Росоман, Велес, Градско, Свети Николе, Лозово и Чашка. Тоа се значи 9 општини, тоа се 9 општини кои што спаѓаат под вас. Да, кои се вклучени во нашиот регион. Така. Значи, општините ги опфаќате ченијето на реката Вардар, да кажеме, затоа и го носи тоа име. Имате над 100 проекти, рековте дека од 2009 година сте формирани. Имате соработка со Швајцарија, со Швајцарскиот центар за соработка. Швајцарската агенција за развој и соработка. Така. Потоа со Министерството за локална самоуправа. Од какво значење е оваа соработка за овој регион? Точно, значи ние во изминатите години имаме реализирано преку стотици проекти кои што пред се насочени кон подобрување на инфраструктурата во регионот и се насочени поточно за подобрување на условите за живот на граѓаните од нашиот регион. Соработуваме со огромен број на министерства, тоа се Министерството за локална самоуправа, агенциите кои се присутни во наша држава, тоа е Платечната агенција, Бирото за регионален развој, Министерството за земјоделие. Соработуваме исто така и со странски донатори, како што се Европската унија, фондовите кои што ги користиме од Европската унија, како и со Швајцарската амбасада, Швајцарската агенција за развој и соработка, кои што користите нивни искуства од Швајцарија? Да, тие ги пренесуваат нивните искуства не само во нашиот регион, туку во целата држава, кои се многу значени исто за нашите граѓани и тие се примери кои што треба да ги применуваме и треба да ги применуваме во идење, бидејќи тие самата амбасада, мислам, агенцијата ни даваат огромна поддршка за реализација на голем број активности и проекти во нашиот регион. Така. Еден од оние проекти кои што сакам да ги споменеме, тоа е проектот за бездомните животни. Да, регионалниот центар. Така, во соработка со Швајцарската амбасада и Министерството за локална самоуправа. Колку е сега овој проект значаен за сите општини, значи каде што
кои што се опфатени со овој регион? Значи, овој проект е во соработка со Министерството за локална самоуправа и швајцарската амбасада. Да, вкупната вредност му изнесува 27 милион денари, од кои што 11,5 се од Министерството за локална самоуправа, додека 9,5 милиони денари се од швајцарската амбасада. Овој е мощно значаен регионален проект, бидејќи ќе се реализира континуирано во сите, ќе има активности во сите 9 општини. Значи, веќе е почнат, така? Да, започнати се градежните активности. Би требало некој во септември, крајот на септември, почетокот на октомври да биде завршена целата градба. Во постапка е веќе започната е процедурата за изнаоѓање начин за формирање на јавно предпријатие кој ќе функционира на територијата на сите 9 општини. И една од главните активности на нови проект ќе биде изнаоѓање на начин за намалување на бездомните миленици во нашиот регион, бидејќи тоа е реален проблем. Согласно студијата која што беше направена од страна на UNDP, нотирани се од 1000 до 200 куќиња во нашиот регион. Само во овие 9 општини? Само во овие 9 општини, че нормално нивната не може да знаеме како се одвија нивната репродукција, дали не знам ќе се зголемува или ќе се намалува. Тоа не можеме да го утврдиме сега во моментот. Со овој проект конкретно што ќе се добие? Значи, нашата цел со овој проект е да го намалиме бројот на бездомните животни во нашиот регион, но тоа не да биде преку присилно намалување, преку пат на еутаназија, но да извршиме еден третман на тие животни, значи лекување, кастрација, чипирање и враќање повторно на нивното место од кај што заловени, но да најдеме начини за нивно згрижување кон оние супстенции кои што били изразиле желба за тоа. Овој проект е значаен, значи, и како проекти за останатите општини да користат како пример кои што не спаѓаат во овој вардарски регион. Така. Имате и проект за IT, за младите IT, да кажам, експерти во нивната област. Како ќе ги придобиете младите експерти? Со кои проекти? Точно така, ова е проект што сега моментално го спроведуваме, кој што е финансиран од Европската унија и па програмата за прекогранична соработка со Република Грција и е насочен кон прецез кон младите луѓе, оние луѓе што имаат предприемачки дух, што имаат иновативен дух. Моментално имаме распишено јавен повик во кој што ги таргетираме младите луѓе кои што имаат своји иновативни идеи, ќе придонесат за развој на еден продукт кој што ќе ни биде потребен во делот на туризмот, односно за надополнување на туристичката понуда во нашиот регион, во Вардарскиот регион. Како една од главните активности е реконструкција на народната кујна во општина Велес, кој што преименуваме за хаб за млади иноватори, кој што ќе биде целосна реконструирана и опремена се со цел овие млади луѓе да можат понатаму да ја користат и да придонесуваат кон развој на своите иновативни идеи пред се да бидат во функција на граѓаните во овој регион. Има ли интерес од младите IT експерти? Сега повикот е во тек до 20 август, ќе видиме. Се надевам дека ќе имаме повеќе екипи кои што ќе работат на тој хакатон кој што ќе го организираме во септември и се надевам дека ќе се пријават повеќе екипи за да имаме се повеќе идеи па да ја избереме најдобрата. Така, значи повикот трае до 20 август. До 20 август. Еден месец трае повикот. Има се уште време да се има време, можеме јавно да ги повикам сите млади од нашиот регион кои што имаат предприемачки дух, кои имаат иновативен дух, да се пријават, да се охрабрат, да се пријават на овој јавен повик, па заеднички да реализираме нашите активности кои што ќе бидат и во нивен интерес. Така. Во моментов работите навистина на многу проекти. Еден од нив е и проектот за подобрување на инфраструктурата, поврзана со туризмот и спортот во овој регион. Тоа е еден проект или се повеќе проекти поврзани? Тоа се повеќе проекти кои што моментално се работи во сите општини во Вардарскиот плански регион. Имаме проекти кои што се насочени, моментално работиме во општина Велес за реконструкција на младинскиот парк, кој што е еден парк кај што транзитираат и собираат огромен број на млади луѓе. Ја подобруваме инфраструктурата во тој парк. Таму се наоѓа исто така еден амфитеатар кој што е предмет на овој проект, кај што се одвиваат голем број на културни настани се одвива во изминатиот период и се надевам дека со целосната реконструкција ќе имаме зголемен број на активности, бидејќи Велес е и град на културата, каде што се одвиваат голем број на културни настани и се надевам дека со ова ќе придонесеме за се поголем број на
не само на локални, туку и на регионални збиднувања во место, да. Меѓутоа имате и во Свети Николе? Да, во Свети Николе работи моментално на моторички парк и на парк кој што е наменет за на младите, привршуваат финалните активности на памп-трак патеката, додека моторичкиот парк ќе се гради во наредниот период. Тоа е еден парк кој што веќе го имаме изградено во Каваци, е наменет за немладите, односно за развивање на нивните моторички способности. Тоа е еден модел на направен од дрва и од јажиња, кој што има различни елементи кои што тие при нивното движење си ги развиваат своите моторички способности. Така. Работите континуирано на подобрување на инфраструктурата, исто така и за нападната инфраструктура. Во општина Градско и Чашка, тука малку да споменеме, имате исто така активности во тек? Да, моментално работиме на подобрување на патната инфраструктура во општина Чашка. Тоа е поточно село Горније Болчиште, кој што е на неколку десетци километри оддалечено од општина Чашка. Тоа е обиколен пат кој се наоѓа во селото Горније Болчиште, кој што ние го реализираме едниот дел од обиколница, додека другиот дел е одговорност на општина Чашка, кој што исто така е започнат, и се надевам дека со реализацијата на овие активности ќе имаме еден обиколен пат кој што може да се користи не само од жителите на селото Горније Болчиште, но и на останатите села кои што гравитираат во овој регион. Во општина Градско веќе е завршен проектот за целосна реконструкција на патот кој што го сврзува Градско со горните села. Таму преточно минуваат земјоделски механизации и направивме реконструкција и проширување на таа локална делница која што беше во лоша состојба. И се надевам дека на овој начин со подобрувањето на оваа инфраструктура ќе придонесеме за подобар и поквалитетен живот на граѓаните во тој дел. На колку проекти работите во моментов? Сега моментално работиме, имаме започнато 9 проекти кои што се од наши донатори, додека работиме на проект од Европската унија еден и проектот со регионалниот центар за згрижување од страна на швајцарската амбасада. Така. Имате и проекти за животна средина, за зачувување на животната средина. Ќе споменеме и за него. Да, тоа се проекти наменети за општина Неготин и општина Димир-Капе, односно сега моментално е во теке набавката за мултифункционални машини за чистење на двете општини во зимски и летни услови. Така. Каков е интересот на младите за учество на овие проекти? Конкретно ми кажавте за IT секторот, дали можеби имаат интерес младите да ви се вклучат во некои од останатите проекти кои што се, например, инфраструктурата, кажавте во Свети Николе се прави отприлика некој парк интересен за нив? Значи сите овие проекти пред да ги аплицираме, тоа е еден модел кој што е усвоен од страна, кој што е применет и усвоен од наша страна, од страна на швајцарската влада. Тоа се форумите кои што ги одржуваме пред секое аплицирање пред донаторите. Односно се организираат форуми на заедниците кои што е составено од сите чинители, значи од единиците на локална самоуправа, од невладините организации, кај што тие ги изнесуваат своите потреби, своите идеи. Ние сето тоа го внесуваме на хартија, го обработуваме заедно со граначалниците, заедно со нашите донатори и за полосна да се приоритизираат сите проекти и да изнајдеме еден или два кои ќе бидат најприоритетни за нив и исто така да ги реализираме. Така да се вклучени сте на терен, така? Сега се вклучени сите чинители, значи и од граѓанскиот сектор и останатите, така да работиме со сите и се надеваме дека сето ова што го правиме ќе биде во нивни интерес. Господине Мошев, за кој проект имате најмногу интерес? Еве вака, што е оно што е можеби кој е најгорлив проблем на жителите на овој регион? Дали се тоа можеби споменавте домашните миленици, бидејќи рековте навистина голема бројка? Да. Дали е тоа инфраструктурата или можеби здравата животна средина? Од самиот момент на започнување на активностите за центарот за згрижување на бездомни миленици има огромен интерес од сите страни. Дали тоа се граѓаните, дали тоа се медиумите, не знам, поголем дел на засегнати страни кои што сакаат да добијат информации како би се решил овој проблем. Да, бидејќи реално е проблем кој што е
присутен во сите 9 општини. Ќе се работи на него и ние како можам да кажам дека како регион успешно досега ги изменаџиравме заедно со граничалниците сите активности, посебно во делот на финансиската одржливост на овој проект, бидејќи сите донатори, странски донатори, покрај изградбата, покрај овие кога ќе завршиме овие активности, бараат да има одржливост. Нашите граначалници договорија, значи сите одлуки што ги донесоа беа донесени едногласно. Значи, за прв пат донесовме модел за управување и финансирање на овој центар, што значи моделот за финансирање се состои од два дела, кои се содржи фиксни трошоци и оперативни трошоци. Фиксните трошоци се трошоци за функционирање на центарот, односно за плати, за придонеси, за одржување, за режички трошоци, додека промеливите трошоци се трошоци кои што ќе настанат за моментот за заловување на кучињата во секоја општина поединечно. Има, предпоставувам, место каде што ќе се чуваат тие кучиња, нели? Да, моментално го градиме стационарот во Кавадарци, градежните активности се во многу напредна фаза, изградени се сите боксови кои што во Кавадарци ќе биде или ќе има повеќе? Да, таму ќе биде стациониран, бидејќи центарот ќе биде таму. Центарот ќе биде таму стациониран надвор населено место согласно законот. При крај се градежните активности, сега започнуваат, изградени се боксовите, сега се започнува со градбата на ветеринарната станица и помошните објекти. Значи тој ќе биде целосно опремен со целокупната опрема што е потребна за функционирање, за опремување на лабораторијата, набавка на возило за шинтерската служба, набавка на опремата за шинтерската служба и така да. Еве одат веќе инсерти. Да. Предпоставувам ова е тоа за што го говориме, така? Да. Ова е стационарот. Да, еве таму се сите остраната сите боксови кои што се изградени, вкупно се 76 на број. Во средината ги имаме сите 7 објекти заедно со ветеринарната станица. Ова е логото кој што е на регионалниот центар Шепа, да. Така ќе се вика. И се надевам дека ќе имаме заедно сите граначалници, ќе имаме таа одржливост која ќе се бара согласно договорот од минимум 5 години. 5 години, така? 5 години, да, согласно договорот мораме да има одржливост. Се надевам дека функционира, бидејќи во изминатиот период бе на повеќе средби во стационарот Лајка кој што е во Скопје, да, и има стварно многу работа, но се потребни многу финансии за да функционира еден ваков центар. Така, и функционира. Овде во Скопје функционира. Да, и во Струмица исто не има може изградено. одма веднаш да бидат резултатите видливи, меѓутоа со тек на време навистина ќе си профункционира како што треба. Да, тоа е заложбата на граначалници, значи тоа го разговараме, значи не можеме да се лажеме дека ако кажеме веднаш ќе го решиме проблемот. А што и обично граѓаните и тоа очекуваат кога ќе почне еден проект веднаш да се реши. Значи треба да бидеме трпеливи бидејќи навистина треба да дадеме простор на времето да си го одигра своето, бидејќи еве во Скопје овдека навистина веќе функционира неколку години, да. Се надевам дека во наредните 5 до 10 години ќе имаме значителен придонес кон намалувањето на овие бездомни биленици во нашиот регион. Споменавме многу проекти, наброивте, рековте 9, кажавте 9 проекти на кои што во моментов работите. Имате планови за во иднина, предпоставувам многу. Имате ли можеби нешто во најава? Имаме аплицирано нешто што ќе почнува од септември можеби? Имаме аплицирано уште нови 9 проекти, но моментално чекаме нивно одобрување кои што исто се поврзани во делот на инфраструктурата, развој на туризмот во нашиот регион, но се уште не можам да дадам конкретни информации бидејќи немаме официјални одобрувања од страна на донаторите, но се надевам дека и како изминатиот период ќе бидат сите одобрени, ќе можеме да реализираме се со цел подигнување на инфраструктурата во нашиот регион, подобрување на економскиот развој, заштита на животната средина, се со цел подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во нашиот регион. Имате секогаш комуникација со граѓаните, така? Да. Тоа не е предуслов за при аплицирањето во овие програми и реализација на нивните проекти. Така. Сосема на крај, господине Мошев, бидејќи терминот за вестите во 8:30 ни се ближи, која е вашата порака до сите жители на овој вардарски плански регион? Тоа се жителите на 9 општини кои што ги споменавте. Еве една порака од вас за сите нив кои што во моментов не следат. Да, ја би сакал само за на крај да кажам дека ние како Центар за развој на вардарски плански регион ќе се грижиме, ќе се трудиме секогаш да реализираме сите активности, сите проекти на времено, што ќе значи развој на целиот регион, намалување на диспаритетите помеѓу овие општини, што
постојат и се надевам дека ќе продолжиме со вакво темпо и во годините што ни предстојат. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам и сакувам вас. среќен пат назад до Велес и отворени сме за соработка за било што, за било кој друг проект. Благодарам.